Благодарам, председателе. Јас нема да должам многу, сосема накратко. Имаме еден комплексен закон, подготвен од Министерството за земјоделие, кој што впрочем е усогласување со прописите со легислативата на Европската унија и тоа е добро. Генерално, кога ќе земеме нашата држава како идна земја членка на Европската унија, бидејќи кон тоа се стремиме, ние мораме да имаме одредена специфика во делот на земјоделието. Генерално најголемиот дел од средства кои што се повлекуваат и затоа и самата легислатива на Европската унија 60% е токму за земјоделие, бидејќи средствата кои што државите ги повлекуваат, а се членки на Европската унија, од самата Европска унија се пред се во делот на земјоделието. Генерално поставеноста на државите во Европската унија е таква да во своето земјоделско производство ти имаат одредена специфика и меѓу себе да не се конкурираат, за да можат и да повлечат поголем дел од тој колач кој што се однесува всушност и е наменет за поддршка на земјоделието во рамките на целата Европска унија. Нас како држава често пати не гледа токму во овој дел, во делот на органското производство. Специфика на нашата држава би требало да биде таа. Нормално дека во делот на тутунот и на производството на грозје, предначиме и тука, меѓутоа органското производство треба да ни биде одреден приоритет. Меѓутоа мораме да знаеме и често пати граѓаните ќе кажат зошто не произведуваме ни органско производство. Не се работи за така едноставен процес. Се работи за едно комплексно прашање. Вие не можете да извезете нешто, не само што ќе треба да биде органски произведено. Таму се гледа и самото пакување. Органски мора да биде пакувањето. Оние налепнички новошјата кои што доаѓаат, и тие мора да бидат органски за да се смета за органски производ. Се работи навистина за еден комплексен закон и може да приметите дека во делот на преодните и завршните одредби, голем дел од тие преодни и завршни одредби ќе престанат да важат во оној момент кога Република Македонија ќе стане членка на Европската унија. Дополнително и самиот закон има одложена примена од 1 јануари 2027 година, што е добро, бидејќи ќе ни треба еден временски период да се прилагодиме кон овој закон. Така да јас се надевам дека во тој временски период ќе може Министерството за земјоделство со своите преку ангажманот на службите кои што ги има пополека да ги внесува луѓето кои што се занимаваат со органско производство, се помалку ги има за жал во нашава држава, бидејќи повторно ќе кажам се работи за комплексно и не така едноставно производство на земјоделски производи, значи имаат своја специфика и затоа голем дел од нашите преработувачи, односно производители на земјоделство, се откажуваат од органско производство, бидејќи во Република Македонија тешко се пласираат тие производи кои што треба да имаат, се разбира, многу поголема цена од вообичаеното органско производство. Се надевам дека ќе ги внесеме сите овие луѓе пополека и ќе ги прилагодиме на условите кои што ги бара самиот закон. Едно чисто коментар околу конкретно едно прашање во делот на законот, не е прашање него како коментар. Вообичаено ни одиме со овие стручни совети кои што ни ги имаме, ни провејуваат и во други некои закони и сега им даваме одредени задачи на тие стручни совети. Да го советуваат министерот да бидат формирани во овој случај од 9 члена, високо образовани и така натаму, кои што ќе му даваат стручен совет како да се развива органското производство, кои што ќе имаат годишно свое, ќе даваат извештај до министерот што направили и како направили. На крај сме предвидели дека ќе ги платиме еднаш во годината со 1/4 од просечно исплатената плата. Ова ни прави генерално проблем не само кај овие закони, него и кај други закони, бидејќи за вакви пари високо стручни луѓе не се нафаќаат да работат. И ќе имаме проблеми при формирање на овој совет. Затоа би сакал да му кажам на Министерството, во иднина добро е што имаме до 2027, доколку се јават потреба и не може да се формира овој совет од вакви причини, мислам дека сите како пратеници сме спремни да извршиме одредена интервенција. Повторно ќе кажам, добро е со оваа стратегија со која што се оди, особено кои овие закони кои што и не се применуваат толку многу често, значи нема голем број на луѓе кои што се тангирани од овој закон, да имаме преоден временски период за да ги видиме проблемите кои што евентуално ќе ни настанат. Кај сите овие закони кои што се со европско знаменце, вклучувајќи го и овој, како држава и како граѓани на оваа држава треба да разбереме дека имплементацијата е она што е најбитно и ние генерално имаме проблем со таа имплементација, бидејќи нивото на развој на државите од Европската унија е далеку пред нивото на развој на нашата држава и сето тоа нормално дека ќе бара и одредени финансиски импликации за фаќање од буџетот, а ги тангира и генерално и граѓаните. Така да
Поздрав за овој закон кој што е направен, комплексен и вака според мене добро изготвен закон, ги транспонира целото на законодавство во делот на Европската унија кој што и треба да се транспонира, и од таа причина сметам дека сите заеднички треба да му дадеме поддршка. Благодарам.